Селскостопанската комора на Македонија започна активност серијал на заеднички пресконференции со амбасадорите од група на селектирани земји, со кои нашата земја од независноста наваму има најголема економска соработка и потенцијал таа соработка да ја зголеми во иднина. Минатиот месец заедничката пресконференција беше со амбасадорот на Словенија, денеска го правиме со Австрија. Во врска со денешната пресконференција на веб страницата на комората можете да најдете една кратка анализа за досегашната економска соработка меѓу двете земји, можностите за продолжување на соработката во иднина. Јас во оваа прилика ќе потенцирам некои од клучните наводи на таа анализа. Најпрвин, на политички план, Австрија е голем пријател на нашата земја и силен поддржувач на нашите евроинтеграцијски заложби. Двете земји имаат подпишано редица договори, вклучително и за одбегнување на двојното доначување, за поттикнување и заштита на инвестициите и за различни видови на соработка: научна, стопанска, техничка, технолошка, индустријска, земјоделска и т.н. Еден ваков амбиент на одлични билатерални односи, еден диалог на највисоко ниво кој што е постојан и динамичен, во сиот изминат период и економската соработка меѓу двете земји се одвиваше во позитивна насока. Најпрвин да истакнеме за странските директни инвестиции. Според податоците, во целиот анализиран период од независноста наваму, па заклучно со 2018 година, од вкупно 5,3 милиарди американски долари странски директни инвестиции во Македонија, 687 милиони или 12,9% од вкупните странски директни инвестиции во Македонија се дојдени од Австрија. Значи, заклучно со 2018 тоа ја прави Австрија втор најголем странски инвеститор во земјата. Меѓутоа, јас сакам оваа прилика да истакнам уште нешто. Согласно податоците кои што Австрија ги има интерно, амбасадата, за 2019 година и случувањата кои што се случени на тој план, практично Австрија се искачува на врвот и е најголемиот инвеститор во земјата. Така што ние денес можеме да зборуваме за Австрија како најголем странски инвеститор во Македонија. Од економски аспект, ова Австрија ја прави исклучително важна земја за нас, затоа што странските директни инвестиции се повисок степен на соработка од надворешно трговската размена. Вие можете да купувате и да продавате во надворешно трговската размена со некоја земја, со некоја компанија, со некој пазар, меѓутоа можете да се предомислите и да престанете да купувате и да продавате. Меѓутоа, кај странските директни инвестиции, кога некој ќе дојде во земјата, ќе купи некој објект и планира тука да произведува и да остане, неговата определба е долгорочна. Во тој контекст, големината на странските директни инвестиции од Австрија во Македонија се големо признање за македонската економија, за довербата во македонската економија и потврда за нејзиниот потенцијал и перспективи за видење. Ова прилика да напоменеме и дека странските директни инвестиции од Австрија не се сконцентрирани во еден сектор, има во повеќе сектори, во енергетскиот сектор, во телекомуникацијскиот бизнис, во банкарството, во секторот осигурување и така натаму. Што се однесува до надворешно трговската размена меѓу Австрија и Македонија, Австрија е важна земја за македонскиот износ. Таа се наоѓа во топ 10 земји каде што Македонија продава и е 9-та на таа листа. Сепак, низ годините, учеството на македонскиот извоз остварен во Австрија во вкупниот македонски извоз значи во странство е релативно, се уште релативно ниско. Во 2018 година, наблюдувано од поотделни производи, Македонија најмногу извезла нешто што се вика сетови на проводници за возила, авиони или бродови, разни видови облека и така натаму. На страната на увозот, Австрија е на 15-то место според увозот на Македонија од поотделни земји, исто така со релативно скромно учество во вкупниот увоз,
Минатата година најмногу сме увозувале говедско месо, електрични спроводници, изолациони делови и така натаму. Ако подлечеме линија и резимираме, можеме да кажеме дека досегашната економска соработка со Австрија е многу добра, таа е најголемиот странски инвеститор во земјава и е деветти пазар за извоз на македонски производи и услуги. Ако погледнеме кон еднината и можностите за зголемена економска соработка во иднина, постои голем потенцијал помеѓу Македонија и Австрија. Секоја година, по правило, правните лица од Австрија, компании, банки и така натаму, инвестираат во странство во форма на странски директни инвестиции повеќе од 10 милиарди американски долари, значи секоја година. Кога ќе се погледне таа бројка и ќе се види она што доаѓа во нашата земја, значи релативно е мал износот кој што доаѓа во Македонија, но треба да имаме предвид релативната големина на Македонија и нејзината релативна апсорбциона моќ. Со други зборови, бидејќи ние учествуваме со помалку од 1% во вкупните странски инвестиции што Австрија воопшто ги прави кон светот, значи дека ние имаме простор да правиме работи за да привлечеме поголем дел од тие странски инвестиции, бидејќи тие секако ќе отидат некаде да ги привлечеме во нашата земја. Во овој контекст, важно е тоа дека Австрија има значајно економско присуство во регионот на Западниот Балкан, што очигледно представува стратешка потреба на Австрија. Треба да се искористат можностите за соработка во енергетскиот сектор и инфраструктурата, можностите за соработка во областа на земјоделството, особено органското производство, телекомуникациите, банкарството. Со преземањето на Охридска банка, Шпаркаси стана четврта најголема банка во земјава според големината на активата, со што таа ќе се стави во позиција да понуди и нови банкарски производи и услуги за компаниите и домаќинствата од земјата. Уште поголем е потенцијалот за зголемена соработка во областа на надворешно-трговската размена. И тука има од каде доаѓа оптимизмот, има неколку елементи. Најпрви, австриската економија е 40 пати поголема од македонската. Од 2000 година наваму, стапките на реален раст на бруто домашниот производ на Македонија се повисоки од тие на Австрија, меѓутоа тоа е нормален процес. Агенција е постепено приближување до австриското ниво, процес кој што ќе трае полувременски период. Проекциите на Меѓународниот монетарен фонд за економскиот раст на Австрија и на Македонија за наредната година се позитивни. ММФ смета дека и двете економии ќе продолжат да растат помалку или повеќе со слична динамика како и оваа година. Понатаму, показателот бруто домашен производ на Австрија и високиот животен стандард на австриското население и големата куповна моќ, можеме да кажеме дека постојат здрави економски фундаменти за оптимизам, тие се основата за оптимизмот, дека економската соработка, особено на надворешно-трговската размена меѓу Македонија и Австрија во наредниот период може значително да се зголеми. Political relations and Благодарам до сите. Сакам да се заблагодарам до Стопанската комора за оваа средба, како и за истражувањето кое го спровеле. Потврдувам до тоа што беше веќе кажано за информациите, тие се точни и ќе се осврнам сега на политичкиот аспект и сакам малку да се навратам назад во времето. Австрија како земја сметам дека е првата земја која има отворена конзулат во тогашните граници на Северна Македонија, тоа е во Битола во 1851 година. А годинава славиме уште едно нешто, тоа е 25 годишнината од успоставувањето на дипломатски односи. Австрија заедно со Македонија има често посети на високо ниво и е силен поддржувач на евроинтеграциите на земјата. Се разбира, ние сме можно разочарани од одлуката на Советот да не донесе одлука за Северна Македонија, но работиме на тоа и се надеваме дека во иднина ќе има позитивна одлука. Нормално, ова е одлука на 28 земји и зависи од сите заеднички.
Сега ќе се осврнам на економскиот аспект и економските односи, како што беше споменато, странските директни инвестиции се еден вид поблиски врски. Според нас, значи Австрија е станата веќе број 1 странски инвеститор во Македонија, но би сакал пак да се навратам во времето. Австрија не секогаш била прв инвеститор во странство. Австрија се придружи на Европската унија во 1995 година и ова отвори голема перспектива за компаниите од земјата. Политичката поделба која исчезна во 1989 година отвори доста можности за Австрија да искористи својата геостратешка позиција во Европа. Австријските компании започнаа да инвестираат тука во овој регион. Имаме еден податок од 2017 година кој кажува дека 6000 австријски компании почнале да инвестираат во странство, при тоа создавајќи 1,1 милиони нови работни места. Ова е 25 години по придружувањето на Австрија во Европската унија, а пред тој период скоро и да немаше воопшто австријски компании кои инвестираат во странство. Надворешната трговија следи сличен пат на развој. Пред 1995 имавме голем дефицит, но сега се ја задржуваме и дефицитот и инфлацијата на стабилно ниво. И тоа е нешто кое покажува дека и австриските компании ја зголемиле својата конкурентност во период. Членството на Австрија во Европската унија ни помогна да имаме поразновиден извоз. Нормално Германија останува наш број 1 трговски партнер, но во меѓувреме САД се искачи на второто место, а јас се сеќавам пред 25 години воопшто скоро и да немавме трговски односи со САД, со оваа земја. Го велам ова во контекст на членството во Европската унија. Ова представува можност за Северна Македонија за економски развој. Нормално и пред пристапот имате можности преку ИПА фондовите. Австрија е силен поддржувач, како и со фондовите, па и во твининг проектите, и сакаме да ја помогнеме на Северна Македонија да стане соодветен член на НАТО и ЕУ. Извозот, австрискиот извоз игра исто така голема улога. Во просек 6 од 10 евра заработени во Австрија се како придонес или производ на извозните активности на земјата. И ова е предност за Австрија и ја подобрува незината состојба на пазарот на трудот. Истражувањето покажа дека малите и средни предпријатија играат голема улога во државата и тоа е нешто што сметам дека треба да ни биде заедничко на Австрија и на Македонија. Посебно кога се работи за наоѓање на стручна работна сила, Австрија од тој аспект помага со овој нов проект, така наречен дуално образование. Во моментов постојат некои одредени пречки во самото законодавство, затоа што македонскиот закон препознава или можете да сте студент или да работите. Така што сметаме дека реформа во оваа рамка би била можност за самата држава. Кој е важен дел за развојот на економијата и за благосостојбата на населението се разбира се прашањата поврзани со животната средина. Би сакал да потенцирам дека не секогаш Австрија има моментална ситуација. Нашата вода порано беше мощно загадена и во реките и во езерата, но со одреден политички напор и со подигање на свеста и на граѓаните и со нивната поддршка, денес во сите реки и езера водата буквално е на ниво, доведена на ниво на квалитет на кој што може да се пие. Јас доаѓам од град и можам да кажам дека реката во мојот град, поради производството на хартија, индустријата на хартија, беше дури црна река и беше најзагадената река во Европа, но денес со политички напор може и веќе да ловите риба во истата река, а и ова може да придонесе генерално за подобрување на квалитетот на водите и за животот на целиот животен свет во речните корита и во езерата. Ова беше потребно децении за да се постигне на нивото кое во моментот е Австрија и тоа не треба да се зема здраво за готово. Во овој период имаме и други предизвици, посебно кога се работи за пластичните кези кои ги загадуваат водите во светот и океаните, па и уништуваат рибниот свет. Она што е важно, дека да споменам дека во Австрија порано се сметаше дека ова грижа за животната средина може да наштети на самата економија, но сметам дека всушност противното е тоа што е истината. Со иновативни решенија, со иновативен пристап и работа може да се
добие придобивки за двата сектори. The general Сакал да споменам за производството на енергија од ветер. Сватив дека Македонија не е идеална локација за поставување на вакви ветерници, но има многу можности од аспект на фотоволтаиците и незината географска позиција е мощна и добра со многу сончеви денови. Ова представува еден потенцијал и преку едни еколошки и технологии. Австрија како земја е подготвена да соработува со Северна Македонија и да ја помогне на тој пат. Сакал да ја споменам Виена, која годинава повторно беше изгласана како град со најдобри услови за живот и тоа веќе трае во последните 4 деценија или 15 на години. Ова покажува дека со една добра мешавина и добра посветеност на прашањата од животна средина, од обществените прашања, здравство, образование и една отвореност кон странските инвеститори и меѓународните институции може да придонесат кон подобро, а и би сакале ние како земја да придонесеме за развојот на Северна Македонија. And maybe I can pass on to Stefan Peter, who is the president of the Foreign Investors Council, but also very active on the issue of dual education. So maybe he can add a few words from his perspective. Thank you. Сакал да дадам сега збор на господинот Штефан Петер, кој е председател на Советот на странски инвеститори и поважно е вмешан во проектот за дуалното образование и господине можете да имате збор. Благодарам. Thank you, Mr. Ambassador. Thank you, Zoran, for the opportunity to have a press conference to promote Austrian-Macedonian economy ties. Ви благодарам, господин амбасадор, и благодарам Зоран за ова можност да може да ги промовираме врските помеѓу Австрија и Северна Македонија.